Воздухот го гуши Кочани, има ли општината план како да ги заштити граѓаните од загадувањето? Оваа тема како приоритетна ја наметнаа дел од кочанските советници кои побараа итни мерки за намалување на загадувањето. Кочани е едно од најзагадените општини, дали нашата општина, градоначалникот нешто имаат во предвид планирање за надминување на оваа ситуација, значи многу често гледаме на телевизија дека еден од водичките второ, трето место по загаден. Според советниците, добар дел од загадувачите можат лесно да се детектираат и санкционираат. Ние се соочуваме со деновите кога имаме, кога деновите не се влажни, кога нема дожд или снег, кога земјата е сува и се соочуваме со појава да бидат палени страништата. Значи, мислам дека тоа е еден од сериозните проблеми кои што влијае на загадувањето на воздухот, а каде што општина Кочани директно преку својата служба може да влијае. Решавање на проблемот со загадувањето на воздухот е еден од клучните приоритети на локалната власт, од каде излегоа со предлог мерки за интервентно решавање на проблемот. Да помогнеме во делот на перењето на улиците, се со цел да колку толку го убlažиме овој дел. Секако дека друг начин на решавање на проблемето е на ангажирањето на инспекторот за екологија, заштита на животна средина и со него имаме разговори да постапи во посериозни контроли, имаме сознание дека во некои фирми негде се палат пластични шишиња. Ова не е крајно решение, веројатно сите го знаете, најголем проблемот е во зимскиот период, загадувањето доаѓа од загревањето, каде што најголем дел Кочани се загрева на цврсто гориво, односно на дрва, и веројатно ова трајно решение ќе може да се реше тогаш кога ќе го решиме и грејењето на Кочани. Името на Кочани редовно се појавува во извештаите за присуство на зголемена концентрација на PM10 честичките, која се движи од 70 до 150 па и повеќе микрограми на метар кубен. Ова е резултат на лошата конфигурација на теренот, но и лошите навики на жителите и толерантноста на надлежните. Крајниот епилог е лош квалитет на воздухот кој им штети на сите.